Агенцијата изработи упатство за покривање, медиумското покривање на кампањата за време на референдумот, кое што се однесува на радијата и телевизиите. И иако формално кампањата започна со денот на донесување на одлуката во собранието, реално кампањата започна 6-7 септември. Агенцијата од тој период врши мониторинг на националните медиуми кои што имаат информативни програми, се мислим на радијата и на телевизиите. Од радијата на канал 77, бидејќи таму имаме информативна програма на која што може да се направи, да има репрезентативен пример за да може да се направи анализа. И пред 2 дена и го објавивме и првиот извештај за првите 9 дена од кампањата, која што завршува денес на полноќ, потоа настапува референдумскиот молк и некаде на средината на следната недела агенцијата ќе го објави вториот 9-дневен извештај за следењето на медиумите за време на кампањата за референдумот. Дали има прекршување на известувањето во тие 9 дена, колку што веќе? Агенцијата кај одреден број на медиуми веднаш по започнување на кампањата констатираше прекршувања, се однесуваат на лимитите за дозволена јавна пропаганда, кои што на еден реален час изнесуваат 9 минути. Агенцијата издаде соопштение во кое што им укажа на медиумите дека треба да ги почитуваат изборниот законник, законот за референдум и непосредно изјаснување на граѓаните и упатството на агенцијата. По објавеното соопштение кај 2 медиуми, еден ТВ и телевизија Сонце, повторно имаше пречекорување на лимитите, кои што беа и доста големи од она што е дозволено, и агенцијата поднесе прекршочни пријави, а денеска повторно поднесе прекршочна пријава против телевизијата 1 ТВ, заради тоа што објавувала резултати од анкети, односно испитување на јавното мислење после рокот кој што е дозволен, а тој беше понеделник на полноќ. Се надеваме дека во наредниот период за време на молкот медиумите ќе го почитуваат законот и обврските кои што следат од молкот. Дали забележавте говор на омраза додека траеше политичката кампања? Може би не можам да кажам дека сега во овој период имало некакви експлицитни форми на говор на омраза. Мислам дека во тој дел не можеме ние да ги обвиниме тука медиумите, бидејќи всушност учесниците на кампањата е оние што ја водат кампањата, медиумите го пренесуваат тоа. Не можеме да кажеме дека во овој период имаше таков начин на водење на кампања, а потоа тоа пренесено кај медиумите. Многу поизразено е тоа што за жал и покрај забраните кај ТВ спотовите се користат малолетници во пропагандата, што е исто така сериозно прекршување или непочитување на правилата. Би посакал во недела граѓаните да го исполнат своето демократско право, да гласаат за таа опција која што сакаат или да не гласаат, тоа е нивна одлука, да не подлегнуваат на притисоци или закани кои што сме сведоци се случуваат деновите, да помене се во најдобра демократска и фер и мирна атмосфера и резултатите од референдумот да ги почитуваат сите заинтересирани страни, односно оние кои што ја пропагираат страната за или оние кои ја пропагираат страната против или бојкот.